Зголемување на пензиите во 2026 година ќе има, потврди во интервју за Трилинг директорот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, Никола Мемов. Да, ќе има согласно законот што беше донесен оваа година, во март месец 2026 година, предвидено е зголемување на пензиите од 1000 денари и исто така законското усогласување кој што треба да се направи во септември месец 2026, кој што исто така е предвиден помеѓу 3 и 5%. Линеарното зголемување на пензиите или усогласување е по барање на пензионерите. Но што значи тоа? Практично оваа мерка владата ја донесе на барање на пензионерите. Вкупниот буџет за усогласувањето на пензиите практично е ист. Разликата е во тоа што сите добиваат линеарно, а практично проекцијата на буџетот за 2025 година за усогласувањето беше проектирана на 4%. Вкупниот буџет е ист што се подели кај пензионерите во висина од 1000 денари на секој пензионер линеарно и тој се однесува заради усогласување, односно заради ублажување на ценовните шокови, инфлацијата, зголемувањето на платите. Пензиите досега се зголемени за 25% и се за намалување на ценовниот шок, разликите во платите и инфлацијата. Животниот стандард поскапува за сите пензионери подеднакво. Разликите остануваат во денот на изготвувањето на решењето. И за тоа се за пензија. И овој концепт можам да слободно да кажам дека е исправен и праведен. Затоа што концептот на пензискиот систем во Македонија е социјално солидарен. Владата ја гарантира исплатата на пензиите, која во март идната година ќе биде со вкупна вредност од 7000 денари секој месец. И за нив владата од следната година определува 63 милиарди денари трансфери, за да може редовно да се исплаќаат пензиите, здравственото осигурување и трансферите кон вториот столб, изјави Мемов.